Полициски службеници од сите сектори за внатрешни работи во рамки на засилените сообраќајни контроли на патиштата низ земјава во текот на изминатите 3 дена регистрирале вкупно 1937 платни налози по основ на разни прекршоци од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, а по помала мера и по основ на Законот за возила. Како што соопшти МВР, заради неприлагодена брзина на движење изречени биле 447 санкции, за неправилно паркирање 519, додека пак 186 учесници во сообраќајот се отстранети од сообраќај поради непоседување возачка дозвола. Исто така за 115 учесници во сообраќајот изречени се прекршоци за некористење сигурносен појас. 117 лица се казнети за користење на мобилен телефон при управување со возило и уште 99 лица заради неносење заштитен шлем. Покрај ова евидентирани се 19 случаи на минување на црвено светло. Изречени се 21 прекршочен платен налог за пешаци, додека пак од сообраќај се отстранети 19 возачи заради управување на возило со прекумерно количество алкохол. Согласно Законот за возила во посочените 3 дена од неделава биле изречени 8 прекршоци по основ на технички неисправни возила, 53 по основ на возила кои што не биле регистрирани. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта, наведуваат од МВР. 44 лица загинаа, 9 се уште се водат како исчезнати во Пекинг по обилните дождови, информираат кинеските медиуми. Обилните дождови започнаа минатата среда во Пекинг и околината. За една недела падна количина на дожд што нормално паѓа на годишно ниво. Во последните денови областа Мијун и другите делови на Пекинг се соочуваат со екстремни тешки временски услови, предизвикани од топол и влажен воздух од крајот на субтропскиот антициклон. Општинската канцеларија за контрола на поплави во Пекинг го активираше највисокото ниво на механизмот за итна реакција на поплави низ целиот град. За време на циклусот на континуирани екстремни дождови, смртните случаи се случија во планинските северни региони на Пекинг, од кои 28 во Мијун и 20 во Јангце. 80.322 жители на Пекинг се евакуирани поради поројните дождови. Доцна синоќа кинескиот претседател Си Џинпинг нареди масовни операции за спасување за намалување на жртвите. Неодамнешните поплави и катастрофи предизвикаа значителни жртви и материјални загуби на места како Пекинг и провинциите Хебеј, Джилин и Шандонг. Русија изврши комбиниран ракетен и беспилотен напад врз Киев, при што загинаа најмалку 6 лица, вклучувајќи едно дете. Десетици други беа ранети, соопштија локалните власти. Меѓу загинатите е 6-годишно момче, изјави воениот администратор на градот Тимур Каченко, кој рече дека ноќниот напад предизвикал штета на 27 локации во 4 градски области на украинскиот главен град. Претседателот Володимир Зеленски објави видео од запалените урнатини, наведувајќи дека луѓето се уште се заробени под остатоците од стамбена зграда. Русија, која негира дека цели на цивили, ги засили воздушните напади во последните месеци врз украинските градови и населени места далеко од првите линии на нејзината инвазија, која сега влегува во својата 4-та година. Македонија бележи интензивирање на туристичкиот промет и зголемување на интересот на странските туристи од западноевропските земји, пред се од Франција, Германија и Велика Британија, соопшти Министерството за култура и туризам, кое ги анализирало најновите податоци за движењето на странските туристи во државава за првите 5 месеци од 2025 во однос на истиот период во 2024 година. Забележан е пораст од 23,6% кај странските туристи и раст од 18,7% кај остварените ноќевања. Во првите 5 месеци од 2025 година туристичкиот промет во Македонија бележи значително зголемување во однос на истиот период минатата година. Посебно се издвојува Германија со раст од 219% во однос на бројот на туристи и 146% во ноќевања, што укажува на видно зголемен интерес на германските туристи за посета на нашата земја.
Франција бележи највисок пораст со 398% повеќе туристи и 303% повеќе ноќевања, со што се позиционира како нова стратешка цел на туристичките политики. Велика Британија забележува значително зголемување од 204% во бројот на туристи и 139% во ноќевањата. Турција, која беше водечки пазар во 2024 година, продолжува со стабилен раст од 11% во бројот на туристи и 21% во ноќевањата, задржувајќи ја својата прва позиција според вкупниот број на туристи и ноќевања, информира Министерството. Овие резултати се подвлекува во соопштението, ја потврдуваат позитивната динамика и зголемениот интерес за Македонија како атрактивна туристичка дестинација на европската мапа. Министерството додава дека ќе ги искористи ваквите податоци за прецизно насочување на промотивните активности, подготвување на програма за секторот туризам и јакнење на авионските врски со новите пазари и активна поддршка на туристичките оператори.